Еве на нас повторно со Дамјан. Дамјан цицаше, сега му се спие, браво Дамјан, одлично. Опуштен, релаксиран. Она што мајките треба да знаат дека после цицање голем дел од децата голтаат одредена количина на воздух, кој што може да им прават проблеми, го растегнуваат желудникот и имаат болка. И додека не го исфрлат тој воздух, она што велиме ние, додека не почдригнат, не заспиваат. Така ли е, Дамјане, што не е случај со тебе? Еве, имате еден очигледен пример на убаво и задоволно дете кое е спремно да заспие. Меѓутоа, во интерес на идните мајки и други деца кои што имаат и други ситуации и адаптации, да кажеме како би било убаво да си ги почдригнете вашите деца. Значи, користете гравитацијата. Гледате, детенцето треба да биде во оваа положба, главата горе, телото долу. Тоа е едниот начин да го поддржите неколку минути, или можете обратно да го завртиме. Ајде, Ангелина, да го завртиме овој дечко. Ете така. Тука ќе го ставиме и полека ќе го тапкаме позади по грбчето, за да може да го исфрли воздухот. На тој начин ќе го чуете гласно и звучно исфрлањето на воздухот. И гледате како детето полека се смирува. За мајките морам уште нешто да кажам. Не сите деца исто почдригнуваат. Значи имате деца што ќе ви кажат мајките многу тешко почдригнува, мора да го држам подолго време. Да, зависи од секое дете поединечно. И втора работа, ако голта воздух, има и што да почдригне. Ако не голтало воздух, а после тоа се многу успешни ветерани во доењето и убаво тоа го прават и квалитетно цицањето, не голтаат толку многу воздух, поготоа ако не е така некој лакомо детенце, во такви околности може и да не почдригне. Значи, она што треба да го направите, исправете го детенцето, дајте му шанса да почдригне, за да може да има мирен сон.